Почитувани, добредојдовте во уште едно издание на Бизнис муабети на Фактор МК. Говориме за случувањата на светската економска сцена, особено после сите оние настапи, изјави на американскиот претседател Доналд Трамп, кои што ја буквално шекнуваат светската берса. Колку одлуките на Трамп ќе влијаат врз Македонија, колку сето тоа ќе придонесе за комплетно размрдување на светската економија. Судирот на релација Соединетите Американски држави и Кина најверојатно ќе удри на грбот на Европската унија. Ќе говориме и за Македонија. Наш гостин во ова издание на Бизнис муабети на Фактор МК, Григор Бишев, македонски банкар, универзитетски професор, економист. Пред да го стартуваме разговорот, на самиот старт, поздрав до нашите пријатели. Форма Нова, салон за мебел, нивните салони во Скопје, во Штип, во Куманово. Можете да ги посетите салоните, а можете и да влезете на нивниот вебсайт formanova.com.mk. Имате попусти, особено по завршувањето на сајмот, се уште траат сајмските попусти. Поздрав и до нашите пријатели од Прилеп Трисоро, најдобрите кога се во прашање декоративните панели. Овде е и Трент Ангел, најголемиот хом центар во Охрид, со своји експозитури и овде во Скопје. Трент Ангел со великденски попусти, великденски акции за сите оние кои што сакаат да го средат својот дом. Добро дојдовте во Бизнис муабети на Фактор МК, како што реков, наш гостин Григор Бишев. Господине Бишев, добро дојдовте. Добро вечер. Снимаме во среда навечер и не знаеме што ќе донесе денот, ќе го емитуваме, ова ќе се емитува во петок, па затоа треба да одиме со резерва или бидејќи не знаеме што прави Трамп од саат на саат. Па добро, зависи дали гледате краток или правите прогноза за подолг рок. Не знам дали некој може на подолг период да направи прогноза. Една слична состојба, скоро пред 100 години, некаде 33-34 година, кога исто светот бил во голема неизвестност и економска криза, тога Џон Мајнер Кейнс рекол, ако сакате да видите што ќе се случи со светот, престанете да прогнозирате за наредните 2-3 до 5 години, туку прогнозирајте за наредните 100 години. И тој прогнозирал за наредните 100 години и она што се случува во изминатиот век и прогнозите на Кейнс скоро се совпагаат во значителна мерка. Значи, доколку сакаме да знаеме како ќе изгледа светската економија, па и регионалната и македонската, во вакви периоди најдобро е да се абстрахирате од краткорочни прогнози, бидејќи тие ќе бидат доста волатилни, доста неблагодарни и сигурно ќе погрешите. Затоа што и на краток рок многу тешко ќе ја реструктурирате економијата. Ќе ја промените. Оно што можете да го направите, да направите подолгорочна стратегија и истата да ја имплементирате и примените на подолг рок. Имавме денес изјава, затоа велам среда, имаме изјава утринава, ми се јавуваат лидери на држави, кои што му ликаат, малтене ми го бакнуваат задникот, таква беше изјавата на Трамп. И имате вечерта изјава во средата дека ги паузира оние такси со исклучок на Кина. Сега впечатокот е дека Трамп како да мисли дека она шоу кое што тој го правеше или свесно размислува за последиците за светскиот економски земјотрес кој што се случува. Па, економијата на САД е една од светски најаките економии, таа учествува во светското производство, во бруто домашен производ со 23%, а истовремено бруто домашниот производ по жител е скоро $50,000 по жител. Кинеската економија во апсолутен износ е некој процентен поен над америчката, значи околу 24% од светскиот бруто домашен производ, меѓутоа бруто домашниот производ по жител е некаде околу $14,000 за 4 пати помалку од стандардот на америчката економија. Значи, станува збор за две големи економии, меѓутоа
ако се земат во предвид и финансиските пазари и улогата на САД доларот, значи од тој аспект америчката економија по своето економско влијание далеку влијае и далеку позначајно врз економиите било во регионот, било на Европа, било во светски рамки. И од тој аспект, значи, не треба да се занимари с фактот дека станува збор за исклучително јака економија. Вториот факт, што е многу битен, е дека америчката економија низа години, декади, дури и после од Втората светска војна па до денес, повеќе троши отколку што штеди. И повеќе троши од што произведува. И на тој начин таа е двигател на светската економија. Значи, растот на Европската унија, пред се на Германија, на Кина, на брзо растечките економии, на поготово малите економии, се базира на извозот. А растот на америчката економија се базира на домашната потрошувачка. И, значи, се доаѓа до пресвртница во светски рамки, кога долгот на америчката економија и приватниот и јавниот долг станува толку голем, што веќе таа не може да обезбедува таква голема домашна експанзија за да го стимулира растот и извозот на другите светски економии. И од тој аспект години наназад се укажуваше дека фискалните дефицити и јавниот долг во САД треба да успорат со растот. За разлика од тоа, јапонската економија, германската економија и кинеската економија, како останете три водички светски економии, растот го базира претежно врз извозот и со своето големо домашно штедење, тие успеваа да остваруваат суфицит во своите платни биланси, за разлика од Америка. САД, заради својата голема домашна потрошувачка, остваруваше дефицит во платниот биланс. Значи, САД се соочи со висока задолженост, 118% долг во однос на бруто домашниот производ, јавен долг, исто така приватниот сектор над 110% долг, за разлика од јапонската економија, која исто така има висок долг. Јапонската економија, да кажеме, држава има 250% долг во однос на бруто домашниот производ, меѓутоа има извонредно високо домашно штедење. И целиот овој долг е финансиран со домашно штедење. За разлика од економијата на САД, каде што најголемиот дел од долгот е финансиран со странско штедење. А тоа е пред се овие 3-4 земји. И значи ова што требаше на светско ниво да се случи постепено прилагодување и растот во Кина, во Германија и во Јапонија, пред се да почне да се базира на домашната потрошувачка, за да може на светско ниво да има прилагодување, бидејќи на светско ниво мора производството да биде еднакво на потрошувачката. Прашање е сега која земја повише ќе троши, која земја помалку ќе троши. И од тој аспект улогата што има доларот на светска валута, да може со долари да се плаќа било кој увоз во странство, што го немаат другите земји, и возможуваше на САД лагодна состојба. И исто така во 2017 година, во првиот мандат на Трамп, тој ги намали даноците. И уште тогај прогнозите беа дека тоа е неодржливо, ќе створи висока потрошувачка, високи буџетски дефицити, висока платно-билансен дефицит, кој што на долг рок ќе биде неодржливо. Значи, лекот кој го употребува Трамп за решавање на овие состојби е несоодветен, а тоа е воведување на царини и раскинување со мултилатерализмот како начин на
соработка во меѓународните економски и финансиски текови. Ова може да влече последици уште од 2007-2008 кога почна економската криза, кога пропаднаа банките? Тоа само ја зголемуваше состојбата. Значи, ако се вратиме назад, значи пред Втората светска војна, некаде 20-те, 30-те години, значи на светско ниво владееше златен стандард, кога секоја валута имаше паритет према златото и во меѓународните економски односи се плаќаше во злато. И земјата која што ќе плати во злато, која што има дефицит, таа губи парична маса и мора да направи контракција, во таа земја се јавува дефлација. А земјата која што има суфицит, таа емитира врз основа на златото, монетарното злато, дополнителна количина на пари, се јавува забрзување на инфлацијата до одредено ниво и така циклично на светско ниво се менуваат земјите кои имаат суфицит и дефицит во платните биланси. По Втората светска војна, бидејќи најголема економска сила по Втората светска војна е САД, скоро 2/3 од меѓународното монетарно злато е сконцентрирано во САД и тогај, согласно правилата на Меѓународниот монетарен фонд, единствена валута која беше конвертибилна за злато беше САД долар. И сите останати валути има фиксен курс и паритет во однос на доларот или златото. Меѓутоа, тај стандард 72 година се напушти, го напушти администрацијата на Никсон, затоа што веќе во тој период буџетските и платно-билансните дефицити со кои што се соочуваше САД, заради преголемата емисија на долари, бидејќи САД кога увезува, плаќа во долари, голем број на земји почнаа да вршат конверзија на доларите во злато. И за да не дојде до губење на златните девизни резерви на САД, во 72 година се прогласи привремено ова укинување на конвертибилноста на доларот во злато и од тога и тоа никад не е обновено. И овој тренд продолжува. 2008 година се засилува, затоа што Федералниот резервен систем мораше да емитира дополнителна количина на средства за да се спасува финансискиот систем. Потоа доаѓа 2017 година, кога во првиот мандат Трамп ги намалува доноците, па потоа 2020-2021 ковид периодот, и тогај буџетскиот дефицит на САД достигнува 12,5% од брутодомашниот производ, и од тогаш до денес истиот не се намалува. Денеска буџетскиот дефицит на САД е 7%. И сега наместо да се оди со прилагодување, се избира стратегија за решавање на економските проблеми со ова воведување на цари. Да, и тоа на многу брутален начин. Долговите кои што ги споменувавме и на САД и на Јапонија, кои што се исклучително големи, тоа по дефолт не значи банкрот на држава, така? Например, во историјата ние сме знаеле дека и со многу помал долг, ако не се лажам, Аргентина со 16% долг дека има банкротирано. Има ли страф од банкрот на држави со вакво брутално темпо кое што го наметнува Трамп? Видете, пазарните економии во принцип се развиваат циклично и периодите на кризи и економски раст се менуваат и до сега се смениле околу 90 кризи во поновата човекова историја. И имало држави кои што банкротирале, имале држави што успеале тоа да се спасат. Она што е суштински за економијата на САД, таа многу тешко може да банкротира затоа што доларот не е само домашно средство за плаќање, меѓутоа е и меѓународно средство за плаќање. И од тој аспект
вие можете да емитирате дополнителна една паралела би ви направил со Грција. Значи Грција затоа што немаше своја национална валута, долгот беше во евра. Грција, бидејќи не можеше да емитира евра, еврото го емитира Европската централна банка, таа беше на ивица на превисока задолжност, со опасност и висока веројатност да банкротира, бидејќи таа не емитира евра. За да дојде до евра, таа мораше или да позајми на меѓународните финансиски пазари, или да извезе стоки и услуги. И кога вие ја губите довербата во меѓународните финансиски пазари, тогај тие вас не ве финансираат, затоа што веројатноста да не наплатат е голема. Последните години таа доверба во доларот и довербата во државните обврзници на САД се уште е висока, меѓутоа почнува одредени резерви што се гледаат во високите каматни стапки на САД. Значи, ако видиме во последните 2 година дена, од кога почна циклусот на намалување на каматните стапки, Европската централна банка каматните стапки ги доведе на виси на 2,75%, додека Федералниот резервен систем успори со намалувањето на каматните стапки и доскоро, до пред 10 на 15 дена пред да бидат воведени царините, 10 годишната каматна стапка на обврзниците на САД изнесуваше околу 4,50%. За разлика од Европа, на германската обврзница, изнесуваше 2,35 и тоа по објавувањето дека Германија ќе го зголеми задолжувањето, инаку пред тоа беше 2,10. Значи, веќе финансиските пазари калкулираа со високата задолженост на САД и за да инвеститорите чуваат државни обврзници на САД, тие почнаа да барат повисоки каматни стапки. И како Трамп, администрацијата на Трамп ги воведе царините, така почнаа каматните стапки во САД да се намалуваат и тие за прв пат на 10 годишна обврзници се намалија под 4%, на 3,90%. Меѓутоа, кога се објави дека царините ќе се зголемат спрема голем број на земји, поготово спрема Кина, каматните стапки во САД го променија движењето. Од нивно постепено намалување, тие се зголемија и денеска некаде до предобјавувањето, тие се зголемија за 0,50% поени, скоро 4,45, за во моментот да се околу 3,30% после објавувањето дека ова општата царинска стапка се сведува на 10% и постои период од 90 дена да земјите што сакаат да се договараат, да се договорат, а ова не важи за Кина, тоа е последната информација што ја имаме во моментот, со назнака дека преговорите се отворени и за Кина. Вака, просто кажано, што сака Трамп од светот? Не одиме на оној популистичкиот метод да ја направиме Америка повторно голема, затоа што таа е голема. Просто, што сака Трамп од светот? Па мислам дека тој пред се е заинтересиран за сопствената економија. Значи, како што кажав, значи денеска САД има долг 120% Добре. И буџетски дефицит од 7%. И домашното штедење на САД не е доволно за да се финансира овој долг. Тој ли е единствениот метод што Трамп може да го направи? Сега ние вака од надвор гледано. Ќе дојдеме до тоа, само дозволете. Значи, домашното штедење на САД не е доволно за да го имате овој долг. И тогај
Ако не го намалите овој долг, вие се соочувате на краток рок каматните стапки да ви се зголемуваат, или да печатите повеќе пари и да се соочите со инфлација, да ги зголемите каматните стапки, и тога кога ќе ги зголемите каматните стапки, вие да имате прилагодување, односно да го успорите економскиот раст, да ја зголемите невработеноста, односно да влезете во рецесија. И да ја преструктурирате вашата економија. Економијата на САД во последните 15 години остварува исклучително високи стапки на економски раст, невработеноста е на историско ниско ниво, и тој не сака да се соочи со повисока невработеност и повисоки каматни стапки кои што треба да доведат до реструктурирање на економијата на САД, и тој трошок сака да го прелее врз останатите земји во светот. Значи, де факто, граѓаните на САД треба да се соочат со понизок животен стандард, бидејќи тие во моментот трошат повеќе отколку што произведуваат, и затоа имаат и буџетски дефицит и трговски дефицит во платниот биланс. И нели е тоа безобразно малку сега за моите граѓани да не патат, условно кажано, ќе давате вие пари. Демек, ние вас ви дававме, сега да ни го враќате долгот. Тоа беше толку таа реал политика брутална, и кон Украина особено, и кон Германија, ако сакате, за Кина да не говорам. Дали е вистина ова што Трамп го сака, или во позадина има нешто друго? Затоа што многу циркузантски делува целата приказна и брутална. Знаете, од ниво од позиција на помоќен. Слушайте, ние да не пропаднеме, вие ќе ни давате пари. Затоа што ние сме ви давале претходно. Па добро, тоа се стратегии и размислување во кои што економската наука не може да навлегува, ниту и се познати. Ја можам да дискутирам од економски аспект гледано, значи најверојатно во таква состојба, значи доаѓа и до намалување, на комбинација на намалување на јавната потрошувачка и намалување и зголемување на даноците. И една од првите мерки што беше спроведена во САД е намалување на јавната потрошувачка, и тие си поставија цел да буџетските расходи ги намалат, трошењето го намалат за 3 милиарди долари дневно. Односно за 1000 милиарди или 1 трилион долари на годишно ниво. И на тој начин воспостават контрола. До сега со ова сечењето на расходите успеа да се намали 1 милиарда долари дневно. Со воведувањето на царините, оние пред зголемувањето, администрацијата пресмета дека тоа би довело до дополнителна приходи околу 300 до 500 милиарди долари на годишно ниво, и се уште недостасуваат околу милиарда и пол дневно, или половина од износот од 1000 милиарди долари годишно. И тука уште пред 2-3 години Фискалниот совет на САД укаже дека САД мора да преземе корективни мерки за одржување на здрави и јавни финанси. И стратегијата што е одбра администрацијата на Трамп сигурно се води од одредени пресметки, од одредени принципи, меѓутоа тоа го руши принципот на слободна трговија, она што на слободни пазари, што макотрпно во изминатите 60-70 години се градеше, и тоа се градеше под водство на администрацијата на САД, 8 рунди на преговори, за да царините се сведат на меѓународно ниво се сведат скоро на нула, во просек 2 до 3%, од некаде 20% веднаш по Втората светска војна. И да се обезбеди меѓународна конкурентност и размена на стоки и услуги.
Инаку, по укинувањето на златниот стандард на почетокот пред Втората светска војна, нема земја која што пред се својот фокус него става на домашната вработеност, економскиот раст, за разлика од периодот на златен стандард, кога екстерната рамнотежа беше доминантна во однос на внатрешната рамнотежа. Еве сега администрацијата на САД ја обвинува Кина за девалвација, депресијација на кинеската валута, за да се оствари конкурентска предност. И тука, значи, сигурно улогата на меѓународните финансиски институции пред се на ММФ ќе мора да се редефинира, ќе мора да утврди некоја методологија што се смета за конкурентска управување или депресијација или апресијација на националната валута. И од тој аспект сигурно ако желбите за продолжување на мултилатерализмот и соработката се искрени, ќе мора да се отворат разговори за заедничко решавање на овие меѓународни проблеми. Значи, нема една страна или една вистина, туку вистината е да се седне и да се изнене меѓусебно прифатливо решение. Господине Бишев, што е толку гневен и од каде толкава омраза на Трамп кон Кина и кон Европската унија? То дури во изјавите се приметува неподносливо таа негова неподносливост во однос на омразата која што ја шири. Економски сега. Па добро, ја не можам... Брутален е дури и кон Кина и кон Европската унија. Со еден, како да кажем, крик не може, особено европејците не може да ги поднесе. Па ја не можам да оценам дали е тоа вистинското или едноставно се работи за начин на искажување кој што е поразличен од нашиот. Пред 5-6 години имаше една фотографија објавена на во Економист од една средба од ОЕЦД. Она каде што секој различно гледа да. Во различна точка и тоа беше дека сите имаат различна култура и согласно таа култура можеби некој пат ние погрешно ги разбираме јазикот на другата страна и затоа треба да се дебатира и да се дискутира се додека не се најде решение. Значи, без обзир кој е јазикот и начинот на искажување, мора да се најде како ќе се разговара. Овој негов фокус кон Кина беше и во првиот мандат. Но сега веќе потоа дојде Бајден, па нели како го замени Камала и сега со доаѓањето на Трамп е уште по-зголемен. Никој не веруваше во овие најави кои што Трамп ги кажуваше за време на кампањата, меѓутоа еве остварливи се. Што значи во превод таа трговска војна? Колку, бидејќи ние гледаме дека берзите практично полудеа. Што значи таа трговска војна на релација САД-Кина? Дури ни Русија веќе не ја не споменуваат. Ке пропаднат ли, како ги велите вие, брзо растечките економии? Ние гледавме Индија, Виетнам. Што ќе значи тој судир на Америка со Кина? Па јас се надевам дека на долг рок трговскиот конфликт, кој што сега се претвара и во финансиски конфликт, не носи бенефит никому. Меѓутоа, ова би било поготово катастрофално за малите и отворени економии. Значи, економијата на САД, која што е 23% од светската економија, таа извезува 11%. Значи, 89% од економскиот раст на САД се генерира на база на домашната потрошувачка.
слично е и со Европската унија во целина, таа надворешно трговската размена на Европската унија е некаде 26-27% од вкупниот БДП на ЕО. Тоа значи увоз и извоз на стоки и услуги. Само извозот некаде околу 14%. Меѓутоа, за малите економии и економиите во развој, да кажеме Македонија, Македонија увозот и извозот е 160% од БДП. Значи, Македонија само извозот е некаде 70% од бруто домашниот производ. Значи, ние за да не генерираме една единица на бруто домашен производ, треба да извеземе 0,7 единици. И замислите да се затворат економските пазари. А 80% од светските економии се економии испод 20 милиони жители. Значи, многу мал број на земји се земји над 50 милиони жители, кои би можеле да се кажат дека се големи економии. Од тој аспект, Кина многу повеќе зависи од, независно што е голема економија, многу повише зависи во својот раст и се потпира врз извозот во однос на САД. И гледано на краток рок, тоа би влијаело значително врз растот на Кина. Меѓутоа, долгорочно гледано, штедењето во Кина е многу повисоко во однос на штедењето во САД и исто така располага со 4 пати поголем број на жители, што ако се наблюдуваат од аспект као понуда на работна сила, квалификувана работна сила со знаење која е битна за економскиот раст, носи своји предности. И од тој аспект ја не гледам дека доколку се оди на заострување, сеопфатна трговска и финансиска војна, дека тоа ќе биде во корист било на едната, било на другата страна. Меѓутоа, она што исто така треба да се има во предвид, е за разлика од порано, пред 20 на години, кога економијата на САД и економијата на Европската унија заедно даваат 45% од светскиот бруто домашен производ, денеска само азиските економии даваат околу 50 до 55% од светскиот бруто домашен производ. Значи, се промени рамнотежата на економските сили. Денеска само Европската унија дава околу 14% од бруто домашниот производ, наспроти 20% од пред 20 години. И сега оваа рецесија или стагнација што владее во Европската унија во последните 3-4 години, наспроти високиот раст во САД и се уште добар раст во Кина и во земјите од Азија, овој гап ќе го зголеми во корист на земјите од Азија. Значи, тука е Кина, тука е Индија, тука е Виетнам, Индонезија, Кореја. Сингапур стана втора водачка берза во светот, затоа што се повеќе и повеќе ради извозот и увозот на стоки има побарувачка за кинескиот јуан. Значи, дневниот промет на берзата, девизниот пазар во Сингапур достигна 19 милиарди долари. Значи, светот веќе не е и економијата не е веќе црно-бела и навистина тука мултилатеризмот нема алтернатива. И гледано долгорочно, тоа ќе се случи. Значи, ако сега се абстрахираме од краток рок, 2, 3, 5 години, и направиме визија каков ќе биде светот 20-30 години од денес, ја верувам, нема да има економист кој што ќе каже дека ќе биде просперитетен, ќе биде свет на богосостојба, свет на вештачка интелигенција.
свет на дигитализација, на зелена енергија. Меѓутоа, на краток рок, овие шокови се иманентни и трговски војни се иманентни за економската историја и тоа не треба да не обесхрабрува. Значи, исто дел од овие, како да кажам, шокови на волатилност на пазарите се случуваат затоа што ние имаме и паралелно со ова се одива технолошка транзиција. Значи, ако имавме ние во големата економска криза 29-33 година транзиција од мануелни работи кон машини, па 70-тите години и 80-тите автоматизација, значи сега ние имаме технолошка револуција на дигитализација, вештачка интелигенција и ова зелена енергија која треба целосно да го променат економскиот живот и начинот на кој се извршуваат работите. И најверојатно за 10 години од денес 40% од денешните работни места нема да постојат. Да, тогаш се чудевме своевремено дека ќе дојдат машини, дека нема да има толку потреба од работа, работници да пакуваат затоа што ќе дојдат машини, па тога сите се бунтуваа како не, без да каде ќе може да се замота еден производ без да фати рака. Па сега кој ли знае што може да очекуваме со вештачката интелигенција. Европа па Македонија. Просто неверојатно ми е како Европската унија, особено големите сили, покажа ваква неукост, немарност кон себе пред се. Како дозволија да дојдат до едно вакво ниво? Вие споменавте стагнација, рецесија. Како дозволи една Германија, една Франција да стигне до едно вакво мизерно ниво, ако можам така да кажам? Па добро, во високо развиените земји, поготово меѓу Европа и САД, постоеше некоја поделба на трудот, поготово помеѓу Германија и САД, да Германија претежно ориентирана на автоматика и автомобилска индустрија, хемиска индустрија врз основа на ефтината енергија од Русија, а САД претежно беше на храна, на ова IT индустрија и IT технологии. И најверојатно Европа задоцни со технолошката револуција во областа на IT технологиите, во областа на вештачката интелигенција, меѓутоа таа исто така во последните години почна да забрзува и со новиот план на Европа исто така значително заостана по инфраструктура. И еве сега она што го гледаме во Германија, тие го променија законот за задолжување на владата на Германија, све со цел да се обезбедат доволно средства за инвестирање во инфраструктура, во нови технологии и во одбраната. И тоа треба да доведе до нов талас во економиите на Европската унија, меѓутоа во овој период со вештачката интелигенција и новите технологии предничат САД и Кина. Да. И од тука е таа истовремено Кина успеа да се наметне како еден од најголемите производители на електрични возила, значи веќе тоа не е САД. И се очекува сега европскиот пазар да биде преплавен со кинески возила и тоа го ствара притисокот врз европската економија побрзо да се реструктурира. И по правило Европа, имајќи во предвид сепак дека е тоа унија на се уште независни земји, одлуките се носат многу побавно во однос на земите што се
една нација. Да. Меѓутоа, пак од друга страна, кога тие донесат одлука, тие на вистина не отстапуваат од нејзината реализација, така да може да очекуваме дека во наредниот период Европа ќе го значително забрза своето темпо на реорганизација на своите економии. Да, тоа нема да ме изненади, особено кога Германија во прашање, бидејќи таму народски кажано, кога германците ќе ги запалат машините, тогаш веќе да не се навраќаме назад во историјата, бидејќи еден момент кој што го спомнувавте, а исклучително ме плаши, тоа е сите зголемуваат пари во одбрана. Што ќе правиме? Уж само уште една консидерација за Европа, па потоа за средствата за одбрана. Значи, она што го кажав за САД, исто така одредени земји во Европската унија се презадолжени исто така. Значи, тоа е пред се Шпанија, Португалија, Италија, па дури до некаде и Франција. И исто така, паралелно со овие процеси на реорганизација на и воведување на нови технологии во Европа, ќе мора да се решава и проблемот со задолженоста на овие земји. И тука кој ќе биде моделот? Значи, доста се дебатира во Европа за емитирање на европска обврзница. Меѓутоа, тогај сите земји од Европската унија би требало солидарно да бидат должници по таа обврзница и долго време Германија се не го прифаќа овој концепт, значи и Европа ќе мора да конвергира и навистина да стане унија со ефективно управување пред се во областа на економијата. Во областа на одбраната... Запамтите го само ова со одбраната. Португалија и Шпанија, кои што ги споменавте, сега се на ниво како што беше Грција, кога беше оној проблем? Не се уште на тоа ниво, меѓутоа се приближуваат околу 140%, Франција е, мислам, 120%, така да тоа се високи. И она што Европа успеа да воведе е 5-годишни планови на владите и кои што тие мора да ги поднесат на усвојување до Европската комисија. И минималното прилагодување на јавниот долг во однос на бруто домашниот производ по тие планови треба да биде намалување на јавниот долг барем за 2% поени на годишно ниво. И првото поднесување на овие планови се случи во септември минатата година и тие мора да имаат долгорочна патека на прилагодување и Европската комисија тоа го следи покрај националните влади, така да гледано од тој аспект тие изградија стратегија на прилагодување. Меѓутоа, она што е многу битно, тоа прилагодување да се реализира во услови на економски раст. Затоа што вие ако стагнирате или пак имате пад на економската активност, тогај бидејќи бруто домашниот производ е во именителот и покрај тоа што сте презеле мерки, вашиот задолженост ќе расте. И тогај тие правила на прилагодување се ставаат во мирување на краток рок. Значи, клучно за Европската унија е да се врати на патеката на раст, а тоа е битно и за Македонија, бидејќи скоро 75% од својата надворешна трговска размена ја врши со Европската унија, а тоа значи дека економскиот раст е во целосна зависност од она што ќе се случува во Европската унија. Особено со Германија. Одбраната. Зошто се става толку пари на одбраната? До сега и ние тоа го видовме и од првиот мандат на Трамп. Значи, најголемиот дел од трошците за одбрана сепак паѓаат на САД. Значи, секаде каде
што требаше да се обезбеди гаранција за мир, дали тоа станува збор за Европа, дали станува збор за Азија, за Блиски Исток, секаде САД учествува во гарантирање на тај мир. А тоа е исклучително скапо. Апсолутно. И дел од тај буџетски дефицит за кој што зборувавме во САД е резултат на тие воени расходи за одбраната. И сега, бидејќи тоа чини, новиот став на САД, без обзир дали е ова или она администрација, дека секој треба да даде свој придонес за одбраната, бидејќи тоа веќе не е бесплатно. Досега, значи, САД, најголемиот дел од безбедносните гаранции на светско ниво го обезбедуваа со своји буџетски расходи. Сега состојбата е таква да економијата на САД не може сама во таков обем да ги обезбедува тие расходи за одбрана, и тука не само што Европа, туку секоја земја ќе мора да даде свој придонес, вклучително и Македонија. И тука не сме да има дилеми. Значи, одбраната има своја цена, стабилност има своја цена, и тоа ќе мора да се плати. Пред додам на Македонија, значи го финиширам овој дел со веста која што е последна, дека се паузираат царините кон најголем дел од земјите, освен кон Кина, која што од 104 отиде до 124. Гледам дека Кина е поприлично вознемирена, барем така делува во однос на изјавите, ако читаме од фацијалните експресии. Што може Кина да направи во овој момент? Затоа што, се извинувам, бидејќи во Германија автомобилската индустрија од подомна е на удар и генерално и економијата, Кина своевремено почна, и вие го споменавте тоа, дека ќе имаме наплив на електронски возила, и дури отиде и со понуди до Volkswagen. Добро. Што може да направи Кина? Може ли Кина да ја преземе Европа? Па, не знам дали може да ја преземе Европа, меѓутоа Кина ја презеде Африка. И тоа уште пред 10 години, значи секоја трета инвестиција во Африка, на афричкиот континент, е во собственост на кинеската економија. Значи, најголеми инвеститори во Африка се кинеските компании. Значи, дека она што кажав, значи Кина има изванредно високо штедење. И покрај што тоа штедење обезбедува инвестиции во домашната економија, тоа штедење обезбедува да таа биде еден од водечките инвеститори во светот. Значи, не знам дали сте го гледале филмот за економската криза 2008-2009 во САД. Добро. Кога во една секвенца министерот за финансии оди во САД, а тога и кинезите ја држат ја имаат купено секоја трета обврзница на Министерството за финансии на САД. И министерот за финансии го прашува премиерот на Кина во тоа време, што планирате со обврзниците? Ќе ги чувате или ќе ги продавате? И ова кинескиот премиер, според презентацијата на филмот, вели: русите не советуваат да продадеме. И овој пребледува и собира храброст да го праша: а вие што одлучивте? И тој одговора: ние одлучивме да ги чуваме. Денеска не секоја трета, меѓутоа секоја шеста обврзница на САД во собственост ја имаат кинезите. Значи, светот е испреплетен. Со тоа сакам да кажам. Значи, не се само економските релации, туку се и финансиските релации. Од тој аспект, значи, и кинеската и америчката економија се испреплетени. И било каква посериозна или подолгорочна трговска или финансиска војна не одговара ниту на една економија. Значи, затоа
повторувам повеќе пати, ако сакаме да бидеме оптимисти, подобро е да се абстрахираме од овие краткорочни осцилации, кои се битни да се преживеат. Меѓутоа, долгорочно, тие се неодржливи. И долгорочно, светот и америчката администрација, и кинеската, и европската ќе најдат решение. И она што треба да се гледа, и тоа поготово важи за малите економии, да има долгорочна стратегија кај ќе се позиционираат во наредните 10 години. Затоа што вие на краток рок може дефанзивно да играте. Да кажете, ќе преживеам, ќе ги намавам трошоците, ќе заштедам од ова. Меѓутоа, на краток рок, вие не можете да изградите нова фабрика, не можете да инвестирате во нова технологија. Тоа можете да го направите за период од 3 до 7 години. А сега е убаво време да се игра на берза? Па, Кога паѓаат така? Кога? сега е доста ризично време и обично искусните велат во такви времења се оди во сигурни средства, сигурни пласмани. Се разбира, има инвеститори, многу се ретки тие, меѓутоа што се коцкаат. Некој најголемиот дел, као и секој коцкар, губи. Можеби некој ќе добие. Меѓутоа, на берзите не можете да се коцкате. И тоа е наука, и тоа е... Значи, вие убаво кажавте, дали некој инвестира. Значи, ретко во такви времења некој да инвестира, а коцкари може да се најдат. Значи, одиме на оно што вие го видите, најубаво е да се абстрахираме овој период. Да не нема ако може. Македонија и привршувам фати еден терк со американците, меѓутоа се пофали владата на Мицкоски, одеа во Вашингтон 3 пати, тука сме во периметрот едно друго и одеднаш се најдоа затечени со царините кои што ги воведоа и кон Македонија. Ни крива, ни должна 30%. Ја не оти. Трамп знае каде е Македонија, меѓутоа оној излет 3 пати идење во Вашингтон, тука сме, не виде, да не видат, ко фативме, фативме прво место, прва позиција, и пак добивме поголеми царини од колку една Албанија, што ја знам. Што правиме ние во една ваква ситуација? Па добро, пак е клучно дали гледате краток или долг рок. Еве гледам моментално. Иако Меѓутоа, еден познат економиста, што е Јоах Навал, тој вели, за да сакате да го видите трендот, многу е добро да се абстрахирате од шумовите. И сега, ако овие царини се шумот и долгорочно следи нешто друго, тога ние носиме пребрзо заклучок. Значи, третманот со царините во период кога СД према сите воведува царини, мислам дека не е добар. Ја не велам дека Македонија има или ќе нема некој посебен третман во оваа администрација. Она што е битно е дека сепак СД се уште и ќе остане клучниот меѓународен економски играч, поготово во областа на финансиите. И добро е да се обиде да се има добри релации со СД, меѓутоа сепак ние живееме во Европа, најголемата размена е со Европа, исто така сме во осетлив регион, треба да ги негуваме сите односи. А кога сте мала економија, кога ние учествуваме со 0,05% во светскиот бруто домашен производ. Значи, невидливо. И сега ние за да станеме видливи, ние треба да имаме наша приказна, која ќе ја продадеме. И ние никој пат нема да продадеме приказна дека ние ќе станеме
светска водечка економија која ќе стигне 10% од бруто домашниот производ во светот, кога Германија има 1,8%. Меѓутоа, ние треба да станеме видливи по динамизмот, по стабилноста, по висината на животниот стандард, по она што ќе се разликуваме со одредени наши производи, а за тоа да го оствариме, прво треба да ги имплементираме реформите во земјата, а исто така да добиеме финансиска подршка од странство, бидејќи домашното штедење е недоволно за реализација на сеопфатни реформи со динамичен економски раст, и од тој аспект сите обиди се добри и мислам се добро дојдени. Тоа значи задолжување или? Па не мора да е задолжување, значи прво Македонија дефинитивно и недостасува инфраструктура. Клучно е како тие средства ќе ги инвестирате. Значи, вие можете да привлекувате средства и со заеми, и со вложување во форма на акции, или пак јавно-приватни партнерства. И на тај аспект, она што е добро за Македонија во оваа фаза, е што успеа да се изгради консензус и новата влада собра храброст да ја стави националната стратегија за економски развој за периодот 24-44 година на дискусија во собрание. Истата се усвои, мислам, беше октомври претходната година. И сега таа представува добра основа за реформи и за изградба на стратегии во поотделните економски области, мада таму постојат поглавја за секоја област од економијата, исто така и за владење на правото, за јакнење на институциите. И тоа ни дава предност, бидејќи истата, колку што знам, беше освоена со консензус во парламентот, и на тоа треба да се гради ова хомогеноста и имплементацијата на реформите. Тоа ќе бара и знаење, и средства, и дополнителни инвестиции, меѓутоа клучно е средствата да се инвестираат ефикасно. Инаку да останеме во магијапсан круг и да се вртиме со економски раст од 2 до 2,5%, максимум 3 годишно, тоа не е алтернатива за Македонија. Сега да сумирам, ако добро сватив, САД се наш стратешки партнер, да, убаво е, добро е да сме до нив, меѓутоа сепак ние треба да се држиме до Европската унија, бидејќи најголемиот дел од извозот оди таму. Овие царини во Македонија, освен алкалоид, витаминка, веројатно има уште некоја, говорам за македонски фирми кои што извезуваат во САД, и нормално тирзовите, таму се нели деловите оние за во автомобилската индустрија. Ние ќе имаме некаков удар од овие одлуки на Трамп? Па директен удар ќе биде мал. Меѓутоа индиректниот удар, затоа што тој ќе ги погоди пазарите на нашите најголеми трговски партнери, тоа повратно ќе не погоди нам. Значи, ако 20% од автомобилите од Германија се извезуваат во САД, и тоа ги погоди нив, значи, бидејќи ние произведуваме делови за таа автомобилска индустрија, ќе не погоди и нас. Исто така хемиската индустрија, за која што во најголем дел исто така е Германија и дел е за САД. Значи, не може, кога сте мала и отворена економија, доколку светската економија доживее шок и вашите најважни трговски партнери, вие да останете безвозни. Клучно е колку ќе биде македонската економија флексибилна, брзо да се прилагоди на тие шокови и да ја диверзифицира своето производство. И она што е голем ограничувачки фактор за Македонија, што таа извезува за точно
дефинирани намени и за точно дефинирани производи. И истите, доколку не бидат купени или употребени, да кажеме, од германската автомобилска индустрија, вие не можете да ги продадете во друга земја или на друго место. И од тој аспект, на долг рок, стратешки гледано, Македонија ќе мора да го апгрейдира своето извозно производство во повеќе разменливи производи со повеќе кратна намена. Добро. Вие сте во тој фискален совет, моментално како е цените македонската економија? Ние сме стабилни моментално, бидејќи сега не навлегувам во оние политички контрирања, останавме без пари, па моравме да се задолжувавме, па зимавме пари од маđарите, не знам дали стигна, влегуваме во изборна година, односно сме во изборна година, локални избори, некој вела дека и предвремени парламентарни избори. Прво денарот стабилен ли е? Очигледно дека е стабилен. Значи не треба да стравуваме од девалвации и такви работи. Далеко од тоа. Добро. Она што сакам да го кажам е следното. Значи, да имате стабилност не е некое големо достигнување ако немате економски раст. Значи, стабилноста има смисла ако е во функција на зголемување на животниот стандард и на зголемување на економскиот раст. Македонија долги низ години има ценовна стабилност, има финансиска стабилност, меѓутоа она што и недостасува е забрзување на економскиот раст, поголем динамизам на животниот стандард што секој од нас го посакува. И тоа можеме да кажеме дека стабилноста во Македонија е долгорочно одржлива. Бидејќи ако вие немате економски раст и стагнирате со доходите, стабилноста не е цел сама за себе. Стабилноста е средство за да остварите повисок економски раст. И на тој план, ако ја мериме нашата успешност, ние можеме да кажеме дека сме 50% успешни, бидејќи сме оствариле првата цел. Меѓутоа, таа прва цел сега треба да доведе македонската економија, како што е зацртано во Националната стратегија за економски раст, да влезе во зона на долгорочни стапки на економски раст од околу 4,5% во просек годишно за наредните 30 на години и после 30 години по својот стандард да бидеме на ниво од 60% од просекот на Европската Унија. Можно е зголемување на даноците? Тоа е политика на владата и како што повеќе пати владата истакна, тие не планираат зголемување на даноци и тука треба да знаеме дека фискалниот совет не е тело што носи одлуки за фискалната политика. Да, апсолутно. Туку фискалниот совет само ги проценува ризиците околу стабилноста на јавните финансии, на тоа укажува и како што кажавме, тоа е битно за да дојдеме до втората цел, а тоа е побрз економски раст и повисок животен стандард. Да, добро, вие ги давате и ризиците и на крајот од денот и многу врева се кре напред да биде ова со Трамп, со и околу она зголемување на старосната граница за одење во пензија, но ве прашувам како еве банкар сега, долго време бевте во банките на челни позиции во Стопански, во Скопје, Стопанска банка Скопје и Шпаркасе. Полни се со пари банките? Или грешам? Па тоа е релативно. Говорам за македонски услови сега. Па добро, за македонски услови тоа е доволно колку да се изфинансира еден поголем инфраструктурен проект. Добро, но сите стрес тестови ги поминуваат, сакам да кажам, шкрти се на давање кредити, или? Па банките мора да водат сметка за ризиците и да даваат кредити за одржливи проекти и она што сме сведоци денеска и тоа мора да го дадеме ко големо признање за банките, каматните стапки во Република Македонија денеска се пониски од каматните стапки на голем број на земји што се во Европска унија. Значи, вие во Република Македонија имате веќе стамбен кредит
со каматна стапка меѓу 3,15 и 3,25% фиксна на 10 години. Што ретко ќе го најдете во Грција е 5%. Што ретко ќе го најдете дури во зрели земји на Европска унија. Суштината е банките, за да можат да продолжат да ја вршат својата функција, да не само приватниот сектор, туку и јавниот сектор мора да влезе во поддржување на поголеми проекти. Без обзир дали се тоа приватни или јавни. И тука ќе ви кажам неколку примери. Значи, по правило, вие кога инвестирате во нови технологии, тие се најризични. И за вас као приватна фирма, а и за банката. И по правило, инвестирањето во нови технологии во високо развиените земји, поготово во САД, се врши на пазарот на капитал, на акции. Не се врши преку кредитирање. И затоа економијата на САД е доста динамична. И од тој план, значи, вие, пример сега, да истражувате за да дизајнирате електрично возило. Вам ви треба 100 милиони само за развој. И најверојатно пола милиарда за да инвестирате во фабрика. Значи, најверојатно, ако сакаме ние да динамизираме македонската економија за големи проекти, најверојатно банката за развој ќе мора да го зголеми капиталот за гарантирање на одредени проекти од национално значење, кои ќе ја дигнат економијата, и не станува збор за инвестиции од 10, 15, 50 милиони евра, туку за инвестиции од 200-300 милиони евра, без обзир дали е тоа приватен или јавен сектор. И тога ние ќе сме сведоци на технолошки иновации, на истражување, на развој, на инвестиции. Добро, ќе успееме да го наполниме буџетот, сега бидејќи е поприлично нестабилно, имаме поприлично голем буџет. Па, она што мислам дека успешно се направи во изминатата година, да дел од она извозна побарувачка, што недостасуваше, беше заменета со јавната потрошувачка и приватната потрошувачка, и тоа доведе до тоа да во четврти квартал бруто домашниот производ се зголеми со 3,2%. Меѓутоа, на долг рок, извозната побарувачка мора да го води растот. Јавната потрошувачка и личната може само да купи време додека се преструктурира приватниот сектор. Оваа година ќе бидеме повторно во искушение, доколку овој шок не е од краткорочен карактер. Меѓутоа мора да бидеме оптимисти, да знаеме дека треба да гледаме на долг рок при носењето на одлуките и изборот и имплементацијата на стратегијата. Случувањата на светската економска сцена покажаа дека светот го вртат парите. Овде дополнително го имаме, јас ќе кажам, шоуменот Доналд Трамп, кој што и така делува од столчето, председателското столче. Ова прашање за крај. Ние денес имаме судир за пари или судир за моќ? На големите сили. Кој ќе преовладува со светот? Тешко е да се процени, меѓутоа станува збор за скоро во толку големи сили, секој од аспект на свој начин. Ние во Европа и во овој дел од светот повише ја препознаваме САД ко водечка сила, затоа што влијанието на САД е многу поголемо. За економиите од Азија и Африка многу побитна е Кина, макар да и во овие земји, да кажеме, Виетнам разменува 36% од надворешно трговската размена со САД. Иако пред 30 на години тие беа во конфликт
Значи, она што можеби некој ќе помисли па како тоа после 30 години најважен трговски партнер за Виетнам е САД, значи сепак економијата и фундаментите на долг рок преовладуваат. Значи, дали е тоа МОК-та, она трансакционата договарање, тоа се елементи на краток рок. На долг рок фундаментите на економијата, кој повеќе ќе инвестира во нови технологии, кој повише ќе има штедење, ќе биде подинамичен, тој ќе доминира во економскиот живот. Меѓутоа, светот е толку голем и толку различен, што најверојатно една економска велесила, као што беше во минатото, нема да биде доволна. Благодарам што бевте дел од овие бизнис мавети на Фактор МК. Благодарам има. Григор Бишев, македонски банкар, универзитетски професор, економист во бизнис мавети на Фактор МК. Ние се гледаме повторно за од сега 14 дена или не следниот, последниот петок. Благодарности до нашите пријатели од Форманова, Трисоро, Трент Ангел. Довидување.